Решавање на случаеви надвор од судниците. Медиацијата е начин преку кој граѓаните можат да ги решат недоразбирањата поефикасно, побрзо и со помалку потрошени финансиски средства. Во Тетово веќе една година функционира канцеларијата за медиација. Досега имаат решено над 20 случаеви. Имаме и медиации завршени со спогодби, реков и порано, преку 20 медиации, но има и започнати медиации кои не се решани. Тие медиации или од страна на странките не сакале да го продолжат медиацијата, или во некој случај сме имале такви случаеви што тие барале нешто што е спротивно со законот да се решават по пат на медиација, бидејќи законот не дозволува, и таквите медиации сме ги прекинали. Постапката за медиација е кратка и трае 45 дена. Доколку не може да се постигне спогодба до 45 дена, постапката за медиација се прекинува. И странките постапката ја продолжуваат во други институции преку суд да ги решават или по други институции. Во Македонија постои закон за ресторативна правда уште од 2006 година. Во 2013 е донесен нов, но се уште не се применува. Медиаторите велат дека тука се уште не е развиен овој начин за решавање на споровите. Медиацијата кај нас не е толку развиена, бидејќи законот за медиација е донесено во 2006 година. Од тогаш институцијата медиација стагнирала, меѓутоа имало промени на законите, а со новиот закон што е донесено во 2013 година, 31.12.2013 година, уште ден денеска не е на снага. Ние работиме уште по стариот закон, така што медиацијата е институција кај што на народот им помага споровите да ги решават што побрзо, поефикасно и со мала потрошувачка. Се решават споровите од многу области, како што е областа на трговијата, областа на семејните односи, областа на имотните односи, на трговијата, односите према потрошувачите. Значи, на тие области кај што можеме да им помогнеме на страните да ги решаваат проблемите. Во останатите делови од светот медиаторството е основна алатка преку која се решаваат меѓусебните недоразбирања. Нашата држава прва го донесе овој закон од околните држави, но остана последна во неговата примена. Во другите држави, кај што се пременува постапката за медиација, да речеме, да земеме на предвид Соединетите Американски држави, кои тамо проблемите ги решават по пат на медиација околу 95%. А кај нас, во Европската заедница, од 50 до 75 постапките, споровите ги решаваат по пат на медиација. Другите, значи, одат преку суд се решават. А кај нас многу мал спорови се решават по пат на медиација. Мислим дека треба мало институциите највише да ни помогнат и медиацијата да се развие кај нас, исто кај другите држави, што са тие беа многу поназад од нас, бидејќи кај нас законот се донесе многу порано, а државите од Балканот веќе отишле многу пред нас. Тетово е единствениот град во нашата земја каде постои оваа канцеларија. Отворена беше пред една година со помош на Норвешката служба за медиација. Договорот за спроведување на ресторативната правда го потпишаа општина Тетово, Центарот за социјални работи, Основниот суд, Јавното обвинителство, Комората на медиатори и СВР Тетово.